Сузана Тунева-Пауновска, таа е секретар на Црвениот крст на градот Скопје. Зборуваме за активностите на Црвен крст на град Скопје. Добро утро. Добро утро. Благодариме што сте заедно со нас. Не ви е проблем никогаш рано наутро да станете и да дојдете, затоа што и вие рано наутро и започнувате и со активности на терен. Имаме еден многу убав проект, кој што всушност утре ќе биде светлина на денот, како се вели, па за што точно станува збор? Па, како што знаете, 17 март е денот на формирањето на Црвениот крст и денот на крводарителите во Македонија. Меѓутоа, нешто што сакав да истакнам е дека поради одредени активности кои што ги имавме во Кочани, малку ги поместивме активностите околу одбележувањето на тие денови и веќе од утре започнуваме 3 дена, сепак да одадеме внимание на сите оние кои што даваат своја енергија, свое животно искуство, професионализам во развојот на нашата организација, а како што веќе кажавте, се работи навистина за еден нов проект. Всушност се работи за првата помош која што ние ја негуваме како активност. Меѓутоа, овој пат, оваа година, сакаме да се фокусираме не директно на лицата кои што се обучуваат за возачи, него и да влеземе во работните организации, да работиме на подигање на јавната свест кај работодавците и кај вработените за тоа што значи да се биде обучен за прва помош на работно место. Кога сето тоа нели ќе можеме да го знаеме, тогаш ќе бидеме многу поодговорни и ние сите заедно ќе имаме можност да изградиме една стабилна, сигурна, безбедна заедница, бидејќи честопати сите несреќи што се случуваат се всушност токму од тие, да кажам, моменти кога ние воопшто не обрнуваме внимание на тоа колку треба како луѓе одговорни во заедницата да ги знаеме тие основни познавања за првата помош. За возачите е нешто што е традиционално. Значи годишно околу 9000 млади луѓе поминуваат таа обука за прва помош. И делот, полагањето, мора да биде тоа дел, дозволата, едноставно мора да го завршат тој дел. А работните организации со така имаме закон за работни односи каде што вели до 20 вработен едно лице мора да биде обучено. Меѓутоа сметаме дека Црвениот крст како организација која што е повикана и со законот за Црвен крст, каде што имаме јавно овластување дека треба да правиме во текот на годината 3% од населението да го обучуваме за прва помош. Оваа година навистина сакаме да се посветиме на работните организации и на првата помош на работното место. Знаете како тие се активности околу првата помош кои што се испреплетуваат. Значи ги имаме возачи, идните возачи, работните организации, секако тука се младите луѓе во основните и во средните училишта, каде што ние работиме со клубовите на млади и работиме многу на промоцијата на првата помош преку општинските, градските надпревари, преку државните надпревари по прва помош. Меѓутоа, сметам дека кога сите тие елементи ќе ги ставиме, да кажам, во една рамка, најслабата алка ни се токму работните организации и затоа сметаме дека оваа година треба да се посветиме во тој дел повеќе. Да не случајно ние сме ви потик да дојдете и кај нас. Па јас мислам дека да. Значи еве еден да повик до кој е начинот, треба ли работната организација да се пријави во Црвениот крст или можеби вие тангирате некои работни организации каде што сметате дека е особено важно се знае. Знаете како секоја работна организација согласно законот мора да го има тоа. И сега кога нешто мора да се има, тогаш се прави заради тоа што мора да се има таа лиценца или тој документ, нели, до 20 вработени, еден обучен, дали се организациите во прва, втора или трета смена. Меѓутоа мислам дека тука треба малце повеќе да се подигне јавната свест. Имаме доста голем успех во Министерството за внатрешни работи. Тука да речеме идните полицајци, меѓутоа и оние луѓе кои што работат веќе во Министерството, многу често бараат од страна на Црвениот крст да се направат сите тие обуки и да се направи освежување на нивните знаења, заради тоа што тие се најверојатно најмногу изложени во секојдневието, во секојдневната работа да се соочуваат со проблеми за давање на прва помош до доаѓање на брзата помош. Бидејќи нашата активност како Црвен крст е до лекарска помош. Значи тоа е прва помош, вештина која што секој од нас треба да ја знае во оние основни рамки, а потоа нели лицата кои што се од брзата помош си ја тераат понатаму активноста, дали треба тоа лице да се транспортира, што повеќе треба да се направи. Лично мислам дека навистина како една организација која што е повикана тоа да го прави, потребна ни е подршка од медиумите, потребна ни е подршка од заедницата, заради тоа што само на тој начин ќе покажеме дека сме одговорни. Во спротивно може да се чувствуваме небезбедни, да се чувствуваме некако, знаете како кога ќе се случи несреќата, многу е важно луѓето да бидат
бидат присебни да знаат. Тоа ни се случи и во Кочани. Значи таму кога би имале поголемо искуство во делот на тоа како да се справиме со пожар, што треба да направиме кога ќе избие пожар, како да се заштитиме, можеби некои работи ќе ги избегнавме. Така да сметам дека сето ова се научени лекции од она што претходно ни се случувало и ние навистина веќе од утре на плоштадот во центарот на нашиот град во 11 часот ќе започнеме една показна вежба, заради тоа што по завршувањето на сите активности во делот на справување со последиците од пожарот во дискотеката Пулс, ние направивме комплетна реорганизација на нашите оперативни сили. Да, сметавме дека ние мораме исто така тука малце да направиме некои промени и формиравме национална интервентна единица од 40 луѓе, кои што се лекари, медицински сестри, логистичари, психолози, кои што добро ја практицираат првата помош и се експерти во својата област. Тие 40 луѓе ќе делуваат во првите 72 часа на некоја идна несреќа, не дај Боже. Не дај Боже, но мора да бидеме подготвени. И утре ќе имаме една промоција од 2 часа, од 11 до 1. Еве, повик до сите кои што ќе се најдат во Централното градско подрачје да ни се придружат, каде што членовите на единицата ќе демонстрираат покажување на прва помош. Тука очекуваме доста да имаме представници од компаниите, од корпоративниот сектор и секако представници од училиштата. Сите заедно сакаме навистина да покажеме уште еднаш дека кога сме сплотени, кога имаме подршка од сите оние, да кажеме, елементи во една заедница, која што на некој начин дава сигурност за сите нас, тогаш ќе имаме успех. Тогаш ќе имаме организирано општество. Обично лекциите за жал се учат подоцна. Па никогаш доста од волонтери, дали можеби по тоа што се случи, го споменавме неколку пати Кочани, веројатно и ќе го споменуваме и долго понатаму, како една научена лекција, можеби дали се пријавија повеќе волонтери во Црвениот крст? Има ли поголема заинтересираност? Знаете како волонтерскиот менеджмент е секогаш основна алатка кај нас во организацијата, заради тоа што нашите активности почиваат токму на волонтерите. Ние сме организација која што секогаш има влегување и излегување на млади луѓе, исто така доста работиме сега и со пензионерите кои што влегуваат, значи да кажам пензионери кои што заминуваат во пензија со 62, 64 години, тие се уште во себе имаат голема енергија и големо професионално знаење. И преку нашите активности за активно старење сега исто така се фокусираме и на тој дел на тие волонтери кои што исто така можат да дадат многу во развојот на организацијата. Искуствено гледано зборуваме навистина за една голема мотивација од страна на младите луѓе пред се да бидат дел од активностите на Црвениот крст и нешто што би сакала да истакнеме дека веќе во среда по завршување на утрешниот ден имаме промоција на 30 години оној проект што често пати сме биле гости во македонската телевизија, а тоа е промоцијата на хуманите вредности проектот, која што е една алатка за регрутирање на млади луѓе и задржување на младите луѓе во организацијата. Така да со овие две активности на некој начин ќе го одбележиме 81 година Црвен крст во нашата држава и искрено мислам дека кога сите заедно можеме да зборуваме за вакви теми, ќе бидеме успешна заедница и нема да ни се случуваат такви немили настани како што беа минатата година. Што друго ви е во план, освен овие, се разбира, така предвидени? Интересна една информација која што може би ете така утрински да ја споделиме е дека во четврток ќе имаме отварање на просториите на општинската организација во Кичево, во едно старо училиште кое што општината го отстапи на Црвениот крст. Во тоа училиште пред 120 години се првите активности на Црвен крст на територијата на нашата држава. Прво имаме во Кичево, па во Битола, па во Скопје. Значи, ние славиме 81 година постоење во Македонија, меѓутоа, генерално земено, нашите активности започнале многу поодамна и ние го практикуваме, нели, Аслом 45-та, кога се формирал Црвениот крст, меѓутоа, многу поодамна имаме вакви активности. Интересно ќе биде и отварањето на тоа училиште кое што е старо и токму во тоа училиште биле првите активности на Црвениот крст на нашата територија, нели, на нашата држава. А во иднина, она што следи понатаму, започнуваме со оние промотивни активности во училиштата за организирање на надпреварите по прва помош. Крводарителството си е традиционална агенда и нешто што следи веќе до почетокот на летото е повеќе ќе се фокусираме во надградбата на капацитетите за одговор и действување при катастрофи, а тоа се вежбовни активности токму на националната интервентна единица, како би можеле овие луѓе, овие 40 луѓе кои што ги направивме како тим, да
бидат навистина во добра кондиција да се справат со нешто ненадено во случај да се случи, нели. Убаво е чувството кога знаеш дека имаш некому на кого можеш да се потпреш. Да, така што олеснува како општество. Благодариме што сте толку активни и на крајот на криштата со лесно нека ви оди работата, не престануваат активностите и работата на терен. Така е. Тоа е организација која што навистина и треба така да пулсира заедно сите, заради тоа што на овој начин едноставно секогаш сме еден чекор можеби поблиску до она што значи одговорно однесување и промоција на хуманата димензија. И секогаш достапни за нас. Да, и тоа како многу не е важна релацијата со медиумите. Знаете колку е важно утринското кафе да се испие со добри информации, да немаме некои информации кои што прават паника или некоја, да кажеме, загриженост кај луѓето и во заедницата и воопшто во нашиот град. Така да мислам дека заеднички правиме многу. Благодарим. Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвен крст на градот Скопје.